Лозарството е во фокусот на владата и се прават напори оваа гранка која е многу важна за нашата држава повторно да се врати на пиедесталот кој што го заслужува, порача денеска министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Тој заедно со амбасадорката на Америка во Македонија Анџела Агелер и градоначалникот на Кавадарец Митко Јанчев со закројување на винови лози го одбележаа Свети Трифун, заштитник и чувар на лозарите. Минатата година за потсетнување имавме согласно законот за вино цена која што беше историски највисока. Тоа е еден показател дека навистина покажуваме сенс во делот на ова битна гранка и тука не застануваме. Со редовната исплата на субвенциите, кои што минатата година беа заостанати, продолживме со редовна исплата на субвенциите, така и денеска на сметките на сите лозари. Над повеќе од 11.000 лозари легнаа субвенциите од 2024 година. Ова е уште еден показател дека навистина она што беше ветување во делот на редовна исплата на субвенциите ќе се случува. Берикет и успешна година на лозарите им посака и градоначалникот на Кавадарец Митко Јанчев. Тој истакна дека со јакнење на винската индустрија бенефит ќе има целата држава. Сами знаете дека Македонија е земјоделска земја, меѓутоа се помалку земјоделие и би била среќен кога би постигнале пак да имаме онаа количина на грозје, а таа количина на вино и да постигнеме да имаме над 100 милиона евра извоз на вино, со тоа би направиле еден голем бенефит и за државата и за општина Кавадарец. Во Македонија има повеќе од 28.000 хектари лозови насади, а годишно произведуваме околу 100 милиони литри вино, од кои 70% се извезуваат во над 40 земји низ светот.